Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски информираше дека е поставена светлосна сигнализација во автокоманда Железара и Триангла и дека денеска ќе продолжат и во другите населени места. Започнавме со поставување светлосна сигнализација на пешачките премини. Овој чекор не е само техничка обнова, туку јасна порака дека безбедноста на граѓаните е наша најголема грижа и одговорност. Оваа иницијатива е дел од нашата визија за модерна, уредена и безбедна општина. Место каде секој ќе може да се движи слободно, сигурно и без страв, истакна Стевковски. Додаде дека безбедноста е врвен приоритет на општина Газибаба. Инспекторатот на град Скопје започна акција за воспоставување ред во дејноста на јавниот превоз. Именно дивите превозници, такси, автомобили, комбини или автобуси кои со години работат без лиценци, без контрола и надвор од сите прописи стануваат минато, порача градоначалникот Орце Ѓоргиевски, кој ова го најави во предизборната кампања. Нашата цел е јасна и недвосмислена, да се заштитат граѓаните, да се воведе фер конкуренција, да се почитуваат законите кои важат за сите. Со новата акција, возилата кои работат нелегално ќе бидат одземени на период од 6 месеци, а инспекторатот ќе изрекува казни со платен налог. Ова е конкретна мерка со која праќаме порака дека хаосот и безредието нема да бидат толерирани, потенцира Ѓоргиевски. Засилените контроли, истакна тој, продолжуваат секојдневно, со уште поголем интензитет во следните денови. По повод светскиот ден на лицата со попреченост, градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски го посети дневниот центар за лица со церебрална парализа. Овој центар постои благодарение на визијата и упорноста на Сдруженијето на родители на деца со церебрална парализа Скопје. Нивната љубов ја започна приказната, стручниот кадар и родителите секојдневно ја продолжуваат, истакна Ѓоргиевски. Како град Скопје, потенцира градоначалникот, наша должност е да овозможиме уште подобри услуги, поголема достапност и вистинска инклузија. Лицата со попреченост, додава скопскиот градоначалник, не бараат привилегии, туку можност. А ние сме тука да ја создадеме, да испратиме порака дека секој дете, секој млад човек и секој возрасен има свое место, свој потенцијал и своја важна улога во заедницата, додава првиот човек на Скопје. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски сподели дека присуствувал на симулацијска вежба за евакуација при земјотрес и пожар во општинското основно училиште Јохан Хајнрих Песталоци, каде што 515 ученици и вработени беа евакуирани брзо, организирано и безбедно. Овие вежби не смеат да бидат формалност, мора да станат редовна пракса во сите училишта, затоа што навремената и точна реакција спасува животи. По трагичниот пожар во објектот Пулс во Кочани, уште повеќе мора да ја подигнеме свеста за важноста на безбедносните подготовки, истакна Герасимовски. Првиот човек на Центар додаде дека имале можност да видат и демонстрација на прва помош, а во вежбата активно учествувале екипи на СВР, Црвениот крст и НУП Центар, кои ги тестирале своите процедури и координација. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски информираше дека се доделени решенија на наставниците од општинските основни училишта. Денешната свеченост ја посветуваме на еден достоинствен чин, доделуваме решенија за работното место наставник. Со овие решенија општината и училиштето официјално ја потврдуваат довербата, професионалноста и посветеноста на нашите наставници, истакна Костовски. Наставничката професија, како што вели, представува честно и одговорност, а бара знаење, труд, интегритет и посветено водење на учениците кон образованието и успехот. Денешното признание е доказ дека тие вредности се препознаени и вреднувани. Продолжуваме посветено во унапредувањето на квалитетот на наставниот процес, порача првиот човек на Бутел. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја